Димитри доаѓа. Јорги, молам, собери ги сите луѓе, сакам да им кажам нешто важно. Сака да го убиеме султанот. Султанот? Да, султанот. Што има? Да не ми веруваш? Како ќе го направиме тоа, Димитри? Мислиш дека е лесно да се убие отоманскиот султан? Не е лесно, Јорги. Не е лесно. Ама Кристоф ќе ни даде некакви информации и ќе биде полесно, не грижи се. Сонуваш, Димитри. Сонуваш. Така ли? Да. Добар ден! Здраво живо. Добар Здраво ден. живо. Ајде, Исмаил Ефенди, Кажи. за сите по еден салеп на моја сметка. што зборуваш, бе? Салеп велам, дај му на оној што ќе побара два. Ајде, Салев. Што се случи, кројачу Хасан? Да не пронајде некој богатство? Може и така да се каже најдов, ама најдов нешто многу повредно, не го најдов, сам го направи. Ако не е срамота да прашам, што е тоа многу вредно што најде, бре? Ќе ти кажам, господине Џабар, Повели. јас, браќот Хасан, наскоро ќе видам татко! Ајде нека е со среќа. Што велиш, бре? Хасан, бре? Многу ми е било, со среќа нека е живо и здраво. Ајде, Салепот пристигна. Ќе се вика Хузмен, Повелете. дај му го на Џабар Ефенди, тој е најстар. Ти благодарам, Хасан. Морам додам на дуќан. Имам работа. Ајде. Многу ми е било. Шеститки уште еднаш. Благодарам. Ајде, Благодарам. Со здравје на Ајде, сите. здравје. Ајде. О, кој бил тука, гледате? А? Значи кројачот Хасан, зетот на љубовницата на Алекс. Што зборуваш, бе? Не ти што зборуваш. Твојата нечесна свеска ги заведува честните момчиња, бе. Мочи, бе! Мочи! Пушти го, бе. Мочи! Лете ги. Ги предупредивме, ама не ме послуша. Нека бида среќни што не ги убивме. И покажавме убаво и на неа и на тој Алекс. Ќе те убијам! Сите нека знаат. Тоа ќе се случува ако јавно се шетаат таму ни селото рака за рака. Никој нема да се спротистави на нашата традиција, бе. Ќе ве убијам! Пушти! Пушти, бе! Бегај! Каде е Ареф? Натре ли е? Не знам. Кажи ми каде е, реков. Боже Господи. Џабар Ефенди? Госпоđo Бедија, Многу си се занел, ништо не гледаш. Што ти се случува? ево право си се загледав, прости ми. Сакам да те прашам нешто. Слушна ли ти за тоа? Што тоа? Вела дека Катиче е бремена, Хасан ќе бил татко.
Како да не знам? Хатиџа Абер си немаше, јас си кажав и реков дека е машко. Си се разбира. Нека живо и здраво. Се надевам дека ќе порасне со мајка и со татко. Ај да си ми жив и здрав, колку убаво зборуваш, Џабар ефенди. Знаеш дека јас немам деца, госпоđо Бедија. Мојата сопруга почина да е лесна земјата. Така. Господ ни дал разни судбини. Така е, во право си, не велам не. Џабар ефенди, ова за моето трло, што стана? Нели ќе разговараме за тоа? Во право си. Си велам да дојдеш кај мене вечерва, госпоđо Бедја, и ќе позборуваме за тоа. Ем ќе си зборуваме, ем ќе си пиеме кафе. Ке можеш ли? Добро, Џабар ефенди, ај со здравје. Ај, доаѓа ми се таму, сите се. А тука бил никаквецот. Што сакаш, бе? Ти што сакаш од мојата сестра, бе? Твојата сестра е нечесна, така да знаеш. Така ли велиш? Вак иде, Керко, немој. Кој се замислуваш, бе, ти? Да кажеш кој е чесен, кој е нечесен? Кучиња како васлики ни ја чуваат честа, што се замислувате вие, бе? Кренете ги рацете горе. Кренете ги рацете, реков. Кренете ги, бе. Ајде. Оди. Вак иде, Керко, што правиш? Што правам, Исмаил ефенди? Со овие кучиња не може да се зборува како со луѓе. Ќе зборувам на нивниот јазик. Ајде, тргај. Боже Господи. Команданту, ве повикав за да ве прашам нешто. Повелете, господине И Кајмакам. покрај тоа што поранешниот Кајмакам беше разрешен од неговата должност, се уште се наоѓа во Песочан. Да, господине. Кога зборував јас со него, ми кажа дека сака да се венча со жена од тука. Точно ли е тоа? Така ли? Да, така е. Дали вие знаете нешто во врска со оваа работа? Не, господине. Немам никаква информација за ова работа. Значи, вие не знаете ништо. Така е. Писару! Може да излезете. Илјац. Јас ќе одам кај господин Дилевер. Ако некој праша каде сум, кажи им дека имам важна работа. Не кажувај каде сум. Разбирам, командире. Ајде, одете. Вахиде. Вахиде, што се случува? Земете ги овие кучиња и затворете ги додека не сум ги убила. Што направија? Истепаат двајца невини. Сакали да ги убијат? Вистина ли е ова? Кого го истепеле? Зареф и Алекс. Прашав дали е ова вистина? Да, вистина е, командант. Ама незината сестра заведува невино момче. Дали сакаш да те убијам тука пред сите, бе? А? Затня муцката? И не ме предизвикувај. Смири се, Вахиде. Остави законот да ги казни. Вахиде. Ако Кајмакамот ги ослободи овие, тогаш нема да размислувам. Сите ќе ги убијам. Така да знаете, команданту. Уапсете ги. Сите дојдете ваму. Затворете ги сите. Сите. Ајде. Чичко Рамис, Молам. Бајтар ефенди. Да позборуваме малку. Знам,
И двајцата сте многу вознемирени. Бе, море, Бајтер Ефенди, мислам дека Алекс има неколку скршени ребра. Мора да лежи и да не се движи. разбирам. А за Зарифе За Зарифе рече. не е во никаква опасност. Чувај ја, Господе. Ама има потрес на мозокот. Можно е да има последици. Може да има последици? Мустафа, што зборуваш ти, синко? За да се уверам дали има некакви последици, ќе треба да почекам да се освести Зарифе, Чичко Рамис. Да почекаме. Чувај ја, Господе. Чичко Рамис, Молам? на Зарифе и тече крв од увото. Се плашам дека може би го изгубила слухот. Нема ли да слуша моето славејче сега? Клува ли ќе биде? Не го велам тоа, Чичко Рамис. Само кажав дека е можно. Ќе мора да почекаме неколку дена пред да можеме да бидеме сигурни во тоа. Чувај ја ти, Господе. Ништо нема да се случи, господине Рамис. Ке видиш, Зарифе ќе оздрави. Рамис Ефендија, не сакам уште повеќе да сме ви на товар. Сакам да го одведам внукот дома. Во право си, господине Бајтер. Може. Ама знаеш дека не сме да оди. Ќе мора на носилка да го одведеме. Од каде ќе најдеме носилка, бе дете? Јас ќе средам. Дојдоа, господине. Нека влезат. Повелете, влезете. А ти можеш да излезеш. Во ред. Кажете ми вие двајца, разрешениот кајмакам Дилавер, дали го познавате? Да, господине. А знаете ли каде живее? Да, господине. Добро. Сега ќе ви дадам една многу важна задача. Господинот Дилавер сакам да го следите. Пред неговата куќа ќе стражарите 24 часа. И потоа ќе доаѓате тука и за се ќе ми известувате. Како ќе кажете, господине? Во ред. Во ред. Ама командантот Джесми не смее да знае ништо за оваа задача. Дали ме разбравте? Јасно ли е? Разбравме, господине. Ајде, слободни сте. Имам, Ефенди, слушна ли што се случи? Слушнав, Џабар, слушнав. Многу лошо. Зошто и го сториле тоа на ќерка му на Рамис? Воопшто не им личи. А кажи ми ти на мене, дали на нив им личи, а? Личи ли муслиманка да се гледа со христијанин, а? Дозволено ли е тоа кај нас? Што и да се случило, лошо ги истепале децата Абас Ефенди. Сигурно ќе ги тепат. Нека се молат што не се мртви. Немој така да зборуваш, господин Абас. Како да не ги познаваш господин Рамис и неговите черки, тие ништо лошо не би направиле. Не, тие се добродушни и мирни луѓе. Така ли? Тогаш зошто лекарот Рамис го земал Алекс и го однесол кај него дома? Ова е веќе премногу. Каков е овој срам? Господин Рамис не смее да го дозволи тоа. Не го дозволуваме ние тоа. Ајде да одиме. Почекајте, смирете се малку. Замолчете и смирете се. Тие се наши луѓе. Не зборувајте така. Да зборуваме убаво и мирно. И така зборувајте, ќе видиме во што е работата. Да. Најпрво ќе зборуваме полека и смирено. Ајде се годете си дома. Ајде, сите. Ајде. Зарифе. Керко моја. Зарифе. Душо моја. Ти, татино славиće. Мамино јагненце.
Среќо моја. Кажи. Кажи, Керко, кажи. Мамо. Ние немаме никаков греф, мамо. Знам, чедо. Ние само зборувавме. Ништо не сгрешивме. Знам, Зарифе. Знам дека не сте грешни. Знам, Керко, знам. Мамо? Кажи. Мамо? Кажи. Не те го слушам гласот. Воопшто не слушам, мамо. Ниту самата не се слушам. Што се случува, мамо? Сонувам ли? Зарифе. Чедо моје мило, не сонуваш. Мамо. Не ме слушаш ли? Јас не те слушам. Ниту самата не се слушам. Добро, Керко, добро. Не слушам, мамо. Смири се, Керко. Мамо, не слушам. Ајде, Хасан, влези. Тука ќе оставиме. Дилавер, дај ми ја покривката. Алекс, ме слушаш ли? Малку ќе те боли, ама... Мораме да те однесеме дома. Немаме друг избор. Рамис Ефенди. Молам? Дојди тука. Рамис Ефенди. Зарифе не слуша. Нашата Зарифе не слуша Зарифе. Дилавер, ти фати го за ноза. Не слуша моето славејче. Не слуша. Ќе го кренеме на 3, во ред? Ајде. 1, 2... Рамиз Ефенди! Рамиз Ефенди, излези на двор! Што е? Кој е ова? Рамиз Ефенди! Што сакате? Треба да ни објасниш нешто, Рамиз Ефенди. Молчи, Абас Ефенди, ние ќе зборуваме. Зошто да молчам? Нема да молчам. Абе, човек, замолчи кога ти среди. Што има вам да ви објаснам, бре? Ако нема ништо меѓу ќерката и Алекс, зошто тоа што е во твојата куќа? Јас ги најдов во шумата. И двајцата лежа на земја. Цели со крв. Што требаше да направам? Да го оставам Алекс во шумата? Правиш голем греф, Рамиз Ефенди. Правиш голем греф, Абас Ефенди. Голем греф правиш. Ти мене ми велиш дека правам греф? Ние валкаш честа и традицијата, Рамиз Ефенди. Немаш никакво право на тоа. Види, ви кажав и пак ќе ви кажам. И двајцата ги најдов како лежат на земја. Цели со крв. По сите викав, помогнете. Ама ми го свртивте грбот. Кажи ми, сега што е греф? Кажи! Рамиз Ефенди е во право. Рамиз Ефенди, ние те предупредивме. Ама ти не послуша. Затоа додовме да ти го кажеме ова. Земи си го семејството и оди си од целово. Ние валкаш традицијата и честа. Што зборуваш, бе, ти, човеку? Мислиш дека ќе си одам, ако ми кажеш да си одам? Дека ќе напуштам и куќата и селото? И мојата татковина? Така ли? Срамота е, Абас Ефенди. Ке си одите. Ние валкате честа. Ајде, одете си. Така ли сакаш, Абас Ефенди? Сакаш ли си да си одиме? Така ли? Срамота е, Абас Ефенди. Ке си одите. Ние валкате честа. Ајде, одете си. Така ли сакаш, Абас Ефенди? Сакаш ли сите да си одиме?
Што ако не си заминеме? Те прашувам што ќе биде ако не си одиме. Ме слушаш ли? Не слуша, таа. Мојата Зарифе повеќе не слуша. Господ, толку ја сакал Зарифе, што не и дозволил да ги слуша твоите зборови. Ако ги слушнеше, ќе умреше од тага, како што јас сега ќе умрам од тага. Еј бе, срам да ви е на сите. И дозволил да ги слуша твоите зборови. Ако ги слушнеше, ќе умреше од тага, како што јас сега ќе умрам од тага. Еј бе, срам да ви е на сите. Да се засрамите сите вие. Што сакате вие? Да умрат ли овие деца? Затоа што се сакаат? Нивната љубов е од Господ дадена. Вие можете ли да го уништите тоа? Така ли сакаш ти? Немаш ли ти керка? И ти имаш керка, господине Лютфу. И тоа две? Кој ја одгледа, Зейнеп? Кажи, кој ја одгледа? Кога мајка им беше болна, јас ја одгледав. Сакаш ли ти, Зейнеп, да дочека ваква судбина? Јас не сакам. Зейнеп е моја керка. А Зарифа е твоја. Сите овие се наши деца. Тогаш сите ние сме браќа. Вие кого бркате? Кого бркате вие? Еве тука ќе го спуштиме. Ајде полека. Ајде. Во ред. На 3, ајде. Полека. 1, 2, 3. Полека. Ајде, полека. Сега е несвестен. Ама за некое време ќе се освести. Треба да лежи и да не се движи воопшто. Со помен некај. Ви благодарам, бе деца. Ви благодарам. Господ да ве чува сите. Амин. Сите да не чува. Ајде. Бајтар Ефенди. Ќе дојдам повторно, не грижи се. Дојди, синко. Со помин нека. Довидување. Благодарам, деца. Mendilimin yeşili aman aman ben kaybettim eşimi. Al bu mendil sende kalsın, sil gözünün yaşını. Sende
Aman doktor, canım gülüm doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor beyim bir çare. Mendilim benek benek, aman aman, ortası çarkı felek. Yazı beraber geçirdik, kışın ayırdı felek. Yazı beraber geçirdik, kışın ayırdı felek. Aman doktor, canım gülüm doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor beyim bir çare. Бев во училиште, дедо. Со попот. Зборувавме со попот. Ми рече дека ќе ми избркаат оттаму. Што? Така е. Не се. Ah be Alex. Ah be Alex. Потоа излегов. Се враќав дома. Не мрде. Не мрде. Доаѓав дома. Ја сретнав Зарифе. Зборувавме малку. Потоа се појавија тие од никаде. 5-6 мажи беа, ни се нафрлија како кучиња. Ти кажев дека ова ќе си има своја цена, бе, Алекс. Беа многумина, не можев ништо да сторам. Беа многумина. Фатма. Молчи, Рамис Ефенди, молчи. Не сакам ништо да зборуваш. Да не зборувам ли? Ништо да не зборуваш. Знаеш ли, јас што сакам, Рамис Ефенди? Што сакаш, Фатма? Сакам сега да си легнеме и да спиеме. Наутро да ги слушнеме петлите, девојчињата да ти кажат добро утро, татенце, а јас да ти кажам проклет да си. Кажи, кажи. Како ништо да не се случило. Ете тоа го сакам. Ете само тоа го сакам. Фатма. Душо. Дада Меријам, Хатиџа? нешто многу лошо се случи. Што се случи? Болна сум.
Не сум бремена. Што? Дојди, седни. Смири се, Хатиџа. Смири се. Хатиџе? Зошто плаче, женичке? Види, Зарифе ќе оздрави. Хатиџе, увото ја боли, знам дека за тоа плачеш, но Мустафа намик рече дека увото ќе и помине. Жени, сите плачете. И тоа е. Ама што рече Мустафа намик ќе оздрави? Тој е доктор. Лаже ли? Не е тоа, бато. Хасан. Јас не сум бремена. Зарифе? Добра ли си, Зарифе? Добро утро, дадичке убава. Добро утро, тата Зарифе. Добро утро, тата Зарифе. Керко? Добро утро, Керкички. Добро утро, Вахиде. Добро утро, татенце. Сега и тебе ќе те поздравам. Добро утро, Зарифе! Добро утро, татенце. Изгледа дека слуша. Дели слуша? Зарифе? Зарифе? Не слуша. Добро утро на сите. Добро утро, како сте? Како се чувствува Зарифе, слуша ли? Не слуша. Воопшто не слуша, Зарифе. Така ли? Јас се надевам дека ќе излечам. Дај Боже. Ќе излечам. Дај Боже. Татко Рамис! Хасан! Татко Рамис! Хасан, чекај. Кажи. Да им кажеме на мојата. Така ли? Така. Хасан, Хатиџе, зошто дојдовте толку рано? Што има? Добро утро, тато Рамис. Добро утро, Хасан. Добро утро, татичко. Добро утро, Хатиџе. Ти треба да одмараш. Носиш бебенце во себе. Слушаш? Добро е, не ме боли. Да погледнам повторно. Добро. Добре, поминало малку. Ќе те прашам нешто. Алекс. Добро е? Јас денес кај Алекс ќе одам. Хатиџе, ајде да влеземе внатре, ќе ми го разболеш внукот? Мамо, треба да ти кажам нешто. Ајде де внатре ќе ми кажеш. Во право е, татко, ти ќе настинеш тука, Керко. Ајде внатре, ајде. Ајде. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Ајде. Ајде, постави ја софрата, Фатма, внук ми дојде. Чичко Рамис, јас ќе одам кај Дилавер. Оди. И не заборавај да го поздравиш кај макамот на Чичо. Се изгледа, грците ќе кренат во стание во Крит. Тоа е неизбежно. Мислам дека, како бугарски престолонаследник, треба да искористите оваа можност и да им поставите услови на османлиите. Ако имаме сојузници кои ќе стојат зад нас, воопшто немојте да се сомневате во тоа. Како Руска империја, ние секогаш ќе бидеме покрај вас. Ке сториме се што можеме за да Отоманската империја да прифати се од бугарскиот престолонаследник. Ве молам, пренесете мојата искрена понуда на почитуваниот крал Фердинанд. Со задоволство, господине. Хатиџе, дај млеко. Фатма, дај млеко. Не сакам.
Како не сакаш, ти си бремена? Дај ми ја чашата. Секој ден ке пиеш многу млеко. Толку од млекото. Нема млеко. Зар во куќата на млекарот Рамис да нема млеко? Јас ќе одам да донесам млеко за внук ми. Ајде. Напи се, Кирко. Што се случува? Што се случува, прашав Хатидже. Очите многу ви играат. Мајко, Што е? Хатидже не е бремена. Што? Што зборуваш ти? Јас не можам да бидам татко. Дадо? Што зборува овој? Вистина ли е ова, Хатидже? Вистина е, мамо. Е, откаде знаеш дека не си бремена? Знам, мамо. Што се случува? Хатидже не била бремена. Како ќе му кажеме на тато? Не знам. Дојде млекото. За мојот Хусейн Хусмен, мојот храбар внук. Добро утро, Алекс. Добро утро, Мустафа. Како си денес? Добро. Малку сум подобар. Се уште има болки. Цела вечер не спиеше, то са бајле. Добар сум, дедо. Подобар сум. Ќе има болки, ама ќе биде подобро. Мустафа, како е Зарифе? Добро е. И таа праша за тебе. Така ли? Кажи добро сум, Алекс е добро. Знам. Така и кажав. Не грижи се. Мустафа, раните и поминаа ли? Не грижи се. Ќе биде подобро. Состојбата и се подобрува од ден на ден. Јас сум до неа, не грижи се. Да ти направам еден чај од липа без синко. Што велиш, Те благодарам, бајтар Ефенди. Ама немам време да останам. Треба да одам во градот. Имам работа. Ќе дојдам повторно да проверам како е Алекс. Ти само лежи и никако немој да се движиш. Да си жив, брате. И ти да си жив. Ајде. Ајде се здрави. Дедо, донеси го Данте. Да го дочитам. Значи, велите дека никој не дојде? Не, господине. Добро, во ред. Продолжете да го следите. Немојте да го испуштате од вид. Ме разбравте ли? Да, господине. Ајде, слободен си. Али Рифат Паша. Бугарите ќе сакаат да профитираат од бунтот во Крит. Ако бугарските представници ви предложат средба, најдете некаков изговор за да ја одбегнете средбата. Секако, султану.
Русите ги побараа сите патишта од нас. Секој судир на Балканот е предизвикан од нивното подбуцнување. Сега би можеле да го искористат судирот кај Крит за да ги присвојат бугарите. Разбирам, господине. Затоа, додека се реши работата о Крит, нема да имаме средба со бугарите. И затоа, што поскоро нека се направат сите подготовки за мојата посета на Македонија. На овој начин, ќе одложиме средбата со бугарските представници. Добре дојде, брате. Добро те најдов. Ако успееме да го убиеме султанот, и ако ја завршиме оваа работа, Иван, ќе ја смениме целата историја. Да, така е, брат. Отоманците ќе останат без водач. Балканот ќе се откине од империјата. И целата оваа земја ќе стане дел од бугарското царство, Иван. А јас ќе бидам херој. Ама не со овие овде. Овие се кукавици. Нивниот живот воопшто не вреди. Треба да најдеме други луѓе, малку посилни. Треба да најдеме храбри деца, Иван. Ајде. Како е Зарифе, Мустафа? Подобра е, подобра е. Ама се уште не слуша Дилавер. Многу ми е жал. А Александар? Бев кај него пред да дојдам тука. И тоа е подобро. Дилавер, сиве овие настани покажуваат дека состојбата е полоша отколку што изгледа, да знаеш. Има голема поделба помеѓу жителите во империјата, Дилавер. Од една страна сите луѓе заедно живеат како едно, а од друга страна се појавуваат некои паметни глави и ги тепаат децата кои што се сакаат, така ли е? Тоа што им се случи на Алекс и на Зарифе го докажува ова, брато. Да, така е, во право си. Тоа ќе го напишеме во некој следен број. Се успел да го испечатиш? Да. 2 дена работев и ден и ноќе, брате. Беше многу тешко, брате. Ама на крајот сепак успеав. Секоја чест. Секоја чест, брато. Добро. Добро. Сега да смислиме како да ги разделиме без никој да не види. Така е. Доктор Назим од Солун ни зборуваше за капетанот Ахмет, нели? Се сеќаваш ли? Капетанот Ахмет. Да, секако. Се разбира. Тогаш одиме право во Битола и да го најдеме капетанот. Рамис Ефенди. Рамис Ефенди. Сакам да ти кажам нешто, ама и не сакам да ти кажам. Кажи, крпата, Ова Хатидже
Хатиџе ова... Што? Па... Што? Што де, што? Вака, немој да тагуваш, Рамис ефенди, ке има следен пат, Не ме излудувај. Кажи ми што е. И јас тоа го велам, не полудувај бе мажу. Не се случило. Што да правиме? Не се случило. Не било пишано, така? Што не било късмет? Што не се случило? Хатиџе не е бремена. Што? Тоа де, не е бремена. Не зборувај, Фатма. Не зборувај, не! Така е, Рамис ефенди, така е. Не тагувај, Рамис ефенди. Што да правиме? Не е време. Не е крај на светот. Ако не е денес, утре. Ке биде. Леле, господе, од каде знаеш ти, Фатма? Од каде знаеш, а? Како да не знам, бе, човеку? Кажи. Се случило. Што се случило? Ете, се случило. Бе, мажу. Нели сите ние секој месец... Јас ли? Зошто тебе да ти се случи? Нам, жените ни се случува. Секој месец имаме период. Епа, ако си бремена, тоа не се случува секој месец. Во ред, разбрав. Ме натера да ти зборувам. Добро. Ако е така, тогаш јас нема да имам внук, Фатма. Нема да имаш сега, но може би ќе имаш во иднина. Не тагувај. Рамис ефенди, не знам зошто и како се случува, ама секогаш кога сме срекни за нешто, веднаш потоа тагуваме. Во право си, Фатма. Некаква лоша среќа ли не следи? Не следи. Да истопиме олово? Не, јас не верувам. Во тие работи јас не верувам. Не верувам. И во ред, јас ти кажав. Да истопиме олово, Не, да не топиме. Добро велиш, а? Да не истопиме, реков. Добро да топиме. Фатма, насила ме присиливте да дојдам тука. Божем, спасоте во топење олово. Епа, добро велиш. Спасоте во топењето олово. Многу злонамерни очи ве гледаат. Слушнавте ли? Многу. И тоа многу злонамерни. Полека, бе, Хасан. Полека се качи врз мене. Молчи. Дај Боже, очи да не им гледаат на тие завидливци. Топлина ме удрима, мамо. Молчи. Еј, море, вие злобни очи. Еј, море, завидливи очи. Еј, море, вие злобни очи. Еј, завидливи очи. Разбравме, бе, господјо Бедија, нека излезат очите, доста. Молчи. Ај, сега сакам да ве замолам нешто. Замолчете сите. Ке се помолам. Гледаш ли, бе, море? Порано ти мене ми даваше. Сега јас тебе ти давам чорба. Но, дедо... не можеш да се снајдеш баш со чорбава. Молчи, бе, магаре едно. Да не ти ги искаше ми здравите коски. Не ме смеј, ме боли. Кој е ова, бе? Внимавај, дедо. Од каде дојдовте, бе, вие? Дојдовме да го видим учителот. Ако е така, хајде, Бујрум, влезете внатре. Охо, Јованче, дојди. За мене ли ова? Душички мој. Нели сте вие на училиште? Училиштето е затворено, немаме учител. Што ви се случи вам, учителе? Учителот направи глупост и јас го истепав. Многу добро го истепав. Слушајте ме, деца. Вие бидете умни
и слушајте ги советите на постарите. Добро? Дедо, што правиш бе ти? Ти не достига ли училиштето, а? Палавка.